почитуван председател на владата господин Заев, почитуван подпредседател господин Андјушев, почитуван господин Шахан Мурат Гора, почитувани колеги од владата, министри, директор на ТИРС, почитувани представници на медиумите и присутни. Најнапред јас сакам да им посакам успешна работа на инвеститорите, нека е со среќа. Влезот на Мурат Тиџарет во Македонија е вин-вин и за инвеститорот и за државата. Мурат Тиџарет во Македонија добива едуцирана работна сила, поволна бизнис клима и поддршка од владата. Во буџетот оваа година имаме издвоено значајна сума средства за поддршка на инвеститорите, а мерките кои се доделуваат се транспарентни и правични. Тие се подеднакви за сите инвеститори, нема привилегирани, нема оштетени. Македонија пак има придобивки и за граѓаните и за економијата, односно за бизнисот. Од аспект на граѓаните, ова и секоја нова гринфилд или браунфилд инвестиција значи нови работни места, но владата не само што поддржува отварање на нови работни места, туку се залага и тие да бидат добро платени. Имено државата ќе врати 20% од нето платата за сите нововработени во компанијата, но само под услов тие да земаат плати повисоки од 18.000 денари. На Мурат Тиџарет им посакувам што е можно поголеми суми на поврат на средства од државата по овој основ. Од аспект на економијата, во првите 5 месеци имаме раст на извозот од 14%. Сакаме и во иднина да го задржиме овој позитивен тренд, а Мурат Тиџарет, чие производство е наменето за европскиот и американскиот пазар, несомнено ќе придонесе во тоа. Очекуваме придобивки за домашните компании. Во Македонија има многу мали и средни бизниси кои може да бидат одлични добавувачи. Од странските инвеститори пак домашните фирми добиваат работа, ноу-хау и можност за поврзување со странските пазари. И секако повторно имаме вин-вин ситуација и за инвеститорот и за домашните компании. На крајот, уште еднаш ќе ви посакам многу среќа во работата и па да се собереме на отварањето на фабриката. Благодарам.